Благодарам подпредседателе, почитувана македонска јавност, еве го видовте дезертерот како ви се обраќа и како се обидува да дефокусира. Лажел тогаш, лаже и денеска. Се служи со лаги и манипулации цело време. Доколку имате било какви сознанија, повелете, се е под вас, можете да истражувате. Прашајте си во АРМ, прашајте си во Министерство за одбрана. А за тоа како работите вие и како работи ова ваша криминална банда, доправа ќе видиме ние. Не се секирајте, има време, успокојте се. Кратко и јасно беше прашањето, требаше да одговорите. Слушнавме дека имате некаков физички проблем, значи сте трајно неспособен, така? Таа трајна состојба дали е прогресирана? Дали вие во моментов можете да ги обавувате државничките должности без проблем, затоа што доколку имате трајна неспособност, потребно е да ви се утврди деловната способност. Тоа не го кажувам јас, тоа го кажуваат законите во оваа држава. Вие, премиере, сте дезертер и вие сте отпадник од македонското ткиво. Македонија не се сака со затворени очи и со празни флоскули. Македонија не се брани под јорган како што тоа сте го правиле вие, туку се брани со разум, пот и крв. Вие избегавте тогаш кога беше најпотребно. Лажиравте дека сте трајно неспособен. Тоа сите многу добро го знаат. Вие сте срам за Македонија. Ниту оставка во овој момент не ви помага. Голем срам е за државата да ја води лице кој е одбегнало и бегало да ја брани. Проверете во кои други држави тоа се случува и ќе ви биде јасно. Проверете во која држава дезертерите се на првите места во државата, а тие што ја бранеле државата денеска умираат пред болници на клупа, затоа што нема кој да ги згрижи. Дали бранителите и тие што со срце ја бранеле државата го заслужуваат тоа, додека вие јадете октоподи во вашата влада? Еднаш сум ви кажал и повторно ќе ви повторам. Вие не сте премиер, вие сте марионета. Вие сте пион. Вие сте донесен на позиција или поради трајната неспособност, или поради успешноста за ваше успешно лажирање. Во секој случај, со лажомани и трајно неспособни лица, Македонија нема напредок. Затоа кој е кодош, времето ќе покаже. Мислам дека на цела македонска јавност е јасно за кого работите. Ви благодарам. И не сум задоволен од прашањето.